Пресериозна е работата и избор на председател на држава, затоа ние сме крајно сериозни во одлуката да избереме шеф на држава кој ќе донесе важни одлуки за нашата иднина. Истекна вечерва во Штип председателот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев на митингот на председателскиот кандидат Стево Пендаровски. Заев не пропушти да упати критички тонови на адреса на против кандидатот на Пендаровски Гордана Силјановска-Давкова, сметајќи дека со лажни вести, со спинови и безидејност не може кандидат за најважната функција во државата да ја добие довербата на граѓаните. Сепак, потенцира првиот човек на владејачкиот СДСМ, политичарите се тука да го скројат по доброто утре за својот народ, а не да даваат само празни лажни ветувања. Политичари доаѓаат и заминуваат. Прашањето е што направиле за својата земја и за својот народ. Затоа изборот е лесен и едноставен. Имаме председател кој што е скроен да биде председател, кој што ги обединува сите етнички заедници, сите политички структури, сите социјални групи, сите граѓани на ова наша мултиетничка земја. Имаме председател со кој што ве уверувам и ви ветувам, сите ќе се гордееме. Ке имаме председател за кој што со полна уста, убави зборови, сите ќе зборуваме. Република Северна Македонија е држава место заситена за сите наши различности, а токму тоа не прави единствени. Затоа моравме да донесеме компромиси за прашањето што со години Македонија ја туркаа на маргините од европските вредности. Компромисите донесоа решенија со кои цел свет ни честита. Ова меѓу другото вечерва во Штип го истегна кандидатот за председател на Република Северна Македонија од редовите на СДСМ Стево Пендаровски. За прв пат во историјата на нашата земја, за прв пат имаме меѓународни гаранции за нашите граници, имаме меѓународни гаранции за нашата безбедност. За прв пат од февруари оваа година наши министри седат на иста маса со министрите за одбрана на најмокните држави во светот. Во овој месец сега и нашиот министер за надворешни работи ќе седне за прв пат на иста маса во НАТО со министрите за надворешни работи и тоа е дефинитивен знак дека со Македонија повеќе нема играчки, никој не сме да не чепка, никој да ни се заканува, затоа што нашата безбедност е заедничка грижа на другите 29 наши членки, партнери, пријатели и соработници во НАТО алијансата. Дека Македонија го завзема вистинскиот правец во својот развој и обезбедува подобра иднина на младите, својот личен пример пред сограѓаните од говорницата го даде доктор Благица Станчева Арсова. Младата докторка повеќе години живеела и работела во Белград, бидејќи за нејзе, како што истекна, во Македонија немало екзистенција. Се вратив и лично се уверив дека дома работите се значително сменети на подобро. Почитувани сограѓани, јас, како граѓанка, препознав и лично увидов дека со ставањето крај на таа безизлезна, погубна приказна на претходните гарнитури, со промена на владачките структури, во мојата земја се врати надежта. Во мојата земја има иднина за мене, за моето семејство. Говорниците вечерва во Штип ги повикаа штипјани в недела масовно да излезат на гласачките места и, остварувајќи го своето право на глас, да ја решат својата судбина избирајќи го вистинскиот кандидат за иден председател на Република Северна Македонија.